види и реков да лебдат, бидејќи немаме увид каде точно треба да фрлат. Но сега таму таа добра позиција ќе што фрли првиот. Океј. Добро ворет, готово. Поздрав. Пушти ми, поздрав, чао. Ајде, поздрав. Памте нешто. Ветарот смени. Не, може да фрли водата да не се гледа. Димче, има ли шанси ти уште еднаш да ги пушташ? Да се скоординираме, но има многу лоша мрежа, немам комуникација со командирот, со заменикот зборува. Нека лептот сега за момент ќе утврдам каде да фрлам. Значи никој нема ништо фрлено, така. Види, ајде они нека проценат гледат од дозгора. Нека проценат и нека фрлат веднаш. Пошто на другиот крак имаме луѓе, на другиот крак има луѓе, овде не е безбедно да фрлат, а не можеме да ги повлечеме луѓето во тргање. Па некаде му доаѓа, ние сме на западниот дел на пожарот. Да, над едно трво. Може и околу манастирот, таму према селото да не се спушти. Да, соколарци, да. Они го гледат точно над него лептат. Ајде, поздрав. Добро, горе. Ајде, овде су на лице место има и доста луѓе. Појача пожарникарите су луѓе кои се на таму. Добро. Овде, важи лучи. Договорен, поздрав шо. Генерале, ако беше од канцеларија ишала машала, изгореше се живо ако не се излезеше на терен со хеликоптери. Не, фати, големото фати. Не, ветрот. И ветар. Тука бар малото да го... Така, тука скроз ќе го... Иначе ако фати големото ќе бивне. Ја фатали не сниманеме. Добро е. Ветрот. Ветар која има, одма пламнуе, мајка. Не таму ветарот. Ветарот менува правец. Отиде, пази тоа, топло е. Так. Не бива. Се расипало пат. Не беше го написано тука. А? Само ветарот. Ама не, ова стварно ти воздух, не... Само да пазиме на ветарот. Не, натаму дува во вас ветер. Готово? Види, успеав да го изгаснам овој крак. Да. Ова не го изгаснав, не сними надол, еве. Еве. Тоа отидеше надол. Да. Ама оттаму се разгоре друго. Овде ми треба неколку пожарникари. Да. Сега ќе дојдат со мешини на грб. Дай, да ти качи у джипу, кавај.
Тера е готово. Кој е ово село пред нас? Село Врбица, Селото беше ли загрозено денес? 100%. Ако не бете пошедекарите припадната од кочени и хеликоптерите и авионите. Што можеше да се случи? За пола сат си го немаше селото и ти прочидеше може и ти панеше други села. Значи хеликоптерите и авионите завршија голема работа. Да, ако не беа готово беше се. И беа опасност и самите пошедекари. Секоја чест и за нив и за пилотите. Да, валда е. Како се викаш? Стоен. Ти тука живееш во селото? Па ја тука имам куќа, тука сум роден, иначе живеам, имам куќа и стан во Кочани. Учествуваш во гостењето и ти? Па, логистички. Ако треба да има и логистика, ти благодарам и за Јас логистичката поддршка. добро го познавам терен, учествувал сум претходно на 4 пожари, директно со пожарникарите. У првата борбена линија сум бил секој. Сега сум болен и така да повеќе логистика. Сега што го правам ова со вас. Браво име някој, секој час. На што пријавивте? На 112. Во ЦУК. Во втор пат се јавив, беше многу критично, дечите беа во опасност, овие што гасеа. Так, И реков дека се заобиколени, тамо беше, так. беа заобиколени со пожар, викам, авиони пуштете и така после придоа авионите и спасија дечите. Так. Беше многу страшно.